Учесниците волонтери од Сдруженијето Павел Шатев од Кочани се вратија од 10-дневната активност како дел од проектот на Еразмус Плюс програмата за младински размени. Младинската размена се одвиваше во Кијелце, Република Полска, каде учествуваа млади лица од 17 до 30 години од различни земји. Представници од Македонија беа 6 учесници од Сдруженијето Павел Шатев од Кочани, кои во текот на престојот во Полска ја представија македонската традиција, кујна и специјалитети, но учествуваа и во активностите кои беа организирани таму, а се однесуваа на толеранцијата во својата држава, како и искуства во областа на театарот со подготовка на своја представа. Македонскиот тим беше составен од учесниците Александар Крстев, Иван Данилов, Кирчо Соколовски, Мила Велкова, Марија Симеонова и Јована Благонова, кои на крајот добија сертификати за учество во проектот. 6 членови од Кочани од невладината организација Павел Шатев бевме на 10-дневна младинска размена во Полска. Нашата цел таму беше да ја представиме Македонија, односно колку е зголемена толерантноста во Македонија и војно да представи македонската кујна. Текот на дневните активности имавме и часови од професионална актерка, дипломирана на Универзитетот во Москва. Тоа за нас представуваше огромно искуство и се стекнавме со голема самодоверба. Освен ние, како учесници од Македонија, исто така во младинската размена во Полска учествува и млади луѓе кои што беа од Шпанија, Литванија, Естонија и Полска. Ние таму престојувавме 10 дена и за овој 10-дневен престој се стекнавме со многу големо искуство како да глумиме во театар, кој што подоцна и го прикажавме во главниот театар во Кијелце. Исто така имавме и голема публика на која што подоцна дискутиравме и тие ни кажаа дека ова им било и за нив големо искуство и дека им се допаѓала нашата представа. Исто така ние бевме таму и како представници на нашата толеранција во Македонија и имавме и можност да ја покажеме македонската традиционална кујна, која што исто така им се допадна на сите представници. Организатор и лидер на проектот е Благој Ристов, претседател на Сдруженијето Павел Шатев од Кочани. Освен активностите, учесниците имаа можност да прошетаат и да ги видат убавините на Кијелце, како и на Будимпешта на одење и Нови Сад на враќање од младинската размена. Сдруженијето Павел Шатев постојано работи на вакви активности кога млади лица може да се вклучуваат и учествуваат во младински размени во други земји, каде што учесниците споделуваат искуства во различни земји. Ваквите младински размени се и можност плюс за совладување на англискиот јазик. Следна активност од овој проект Сдруженијето Павел Шатев ќе организира во Малага, Шпанија, која треба да се реализира од 11 до 18 март 2020 година, а може да се пријават млади лица на возраст од 16 до 18 години.